Следува меѓународната анализа во продолжение на Слободен печат, нашата редовна рубрика. Верувам дека има што да се зборува и денеска кога се работи за светските случувања. Ви го отстапувам вашиот. Сцената е ваша. Добро утро, Александра, добро утро и за тебе, добро утро за гледачите. Дејан, добро утро и за тебе. Добро утро и за вас. Благодарам. И да почнем да предлагам со оние реакции околу меѓународната потерница издадена против Бенјамин Нетањаху, премиерот на Израел, од страна на Меѓународниот кривичен суд. Џо Бајден, јавна одговорница од Белата куќа, порача дека не ја признава одлуката на Меѓународниот суд. На тоа се надоврза и бројни конгресмени и официјални лица во ова. И има сега реакции до душа од Европска унија, па беа про. Па тоа е многу интересно. Сега доаѓаме до онаа политика на двојни аршини која што постојано провеува во меѓународното право. Или форма без суштина. Да. Сега, значи, кога некоја голема сила е заинтересирана за судот добро да работи, тој добро работи, кога не е, тогаш судот и не може да... Бајден веднаш се спротистави, ајде за гледачите само да кажеме, Меѓународниот кривичен суд подигна обвинение, побара апсење и испорака на судење на израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху поради начинот на кој тој како одговорен политичар и како командна одговорност се справува со проблемите во појасот Газа. Во исто време и за Хамас се однесува, значи и за овие во Хамас терористите, што е веќе очекувано, но за Бенјамин Нетањаху е изненадување. Веднаш реагираше Белата куќа, односно Бајден, кој, ќе потсетам, има двојни аршини Бајден. Морам тоа да го кажам, зошто? Бидејќи цело време го укорува Нетањаху дека премногу сурово се справува со Хамас и со палестинското прашање, би рекол, бидејќи убивајќи ги Хамас убива и цивили, а дури ги условуваше и за помошта со оружје, а онда преку ноќ дозволи оружје. Исто и сега, цело време го укорува, но веднаш го одбрани Нетањаху. Од друга страна, интересна е... Јавно кажеш дека тоа не е геноцид. Да. Од друга страна, интересна е позицијата во сега на Европската унија, затоа велам форма без суштина. Произлегува дека Европскава унија со сите средени работи кои ги има во унијата, оди дотаму, па преку нејзиниот шеф на дипломатија, Борель, вика, види, мора тоа да се почитува, нема тука шега, а во исто време од која излегува шефот за надворешна политика на Европската унија, би го нарекле Борел, во исто време искача официјален Берлин, кој патем е најаката земја членка на Европската унија, со реакција дека одлуката на Меѓународниот суд ќе ги поистовети Израел и Хамас, алудирајќи на тоа дека не може еден премиер на Израел да биде Милошевич, ќе предведам сега, да биде кабет како Хамас или пред 30 години исто така еден председател кој па беше во улога на туку што ги загубил изборите, беше испорачан во Хаг и знаеме како сето тоа заврши таму, да не подсетуваме. Така да, ова ми се чини дека е еден обичен притисок врз Нетањаху, кој очигледно ќе мора да отстапи од позицијата. Се што се случи... Што е таму сега? Се што се случи... Падне неговата влада и ќе дојде неговиот коалиционен партнер, Таа влада одамна се на климави нозе, бидејќи Нетањаху сака да си ја спаси со справувањето со Хамас, што треба да се справи, бидејќи беше Израел нападнат од Хамас, да не заборавиме, но на начинот на кој се справува не доби симпатии во светот, особено му направи проблем на Џо Бајден, кој губи еврејски гласови, тоа го зборувавме веќе минатото, но се оно што е последно според некои анализи е дека губи пропалестински гласови. Губи и сакав да кажам пропалестински и муслимански гласови, а се извинувам, тоа е мал лапсус мој, а од друга страна има и уште еден проблем, треба да има дебати со Трамп, а не може да иде на дебата со Трамп дека не го реши Израел и нешто не се случи. Како ќе го реши Израел до првата дебата? Таа мислам дека во август првата дебата. Па ако го урне Нетањаху, па дојде некој нов политичар. А Украина?
Па Украина може да ја реши со многу работи, или да седнат на преговарачка маса, или да му ги испорача оние ракети со долг дострел на Киев, кои може да стрелат длабоко во руска територија, ама па тука ќе се отвори некој друг проблем и тоа ќе нема крај, ми се чини. Па не е наивно, ама ние не знаеме стратезите во Вашингтон какви све гениални идеи имаат. Морам така да се изразам, бидејќи кога се занимаваш со војна, каде што гинат луѓе, све е тоа под наводници гениално, наместо да се седне да се размислува, да се седне на преговарачка маса. Не велам за Израел и Хамас, бидејќи со терористи не се преговара, но ова што се случува во Украина стварно треба да запре, бидејќи само дополнително се прави тензија и сега се префрливме од Газа, па ќе се вратиме, но во Украина стварно постои голема опасност. Русите еве и утрина во своје уште едно стратешко место во Харковската област, се поблиску се до градот, не знаеме дали ќе влегуваат, не влегуваат. Паѓа на одбрана кај градчето Липци. И покрај тоа што јас и натаму мислам дека главната точка ќе им биде Одеса, бидејќи ќе го затворат. Да, но притисокот е огромен и сега значи и предходно Украина имаше главниот проблем беше нели луѓството. Да, но имам сега со овој нов фронт ако удрат русите во Одеса, ја не верувам дека ќе има доволно луѓе тоа да го бранат. Од вчера на сила е таа некоја општа мобилизација, до сега најсериозна. Имаше снимки од неколку града во Украина каде што улиците се буквално празни, луѓето се плашат од насилна мобилизација. Да се плашат, мислам тоа сме го доживеле ние овде. Дори имаше и вчера видов некаква вест, до сега 35 луѓе се удавиле во Тиса, обидувајќи се да преминат во Романија од Украина, значи очени се. Види, проблемот е што се по-опасно сценарио за Украина, сега кога не се договаравме, сакам да го кажам, е обидот да, ако одлучат стратезија, ако одлучи политиката во Москва, тука сега ни генералите веќе не одлучуваат, ако одлучи политиката во Москва да тргне да излезе на Дунав. Знаеш зошто? Затоа што во Молдавија постои најголемото, во тој прорускиот дел, постои најголемото складиште на оружје и муниција. Во Советски сојуз е тоа најголемо. Во Советски сојуз, значи, проценките се дека доколку Украина, која нема сега оружје, се обиде да влезе таму, ќе има оружје, муниција, резервни делови, оној дрнч за подмачкување на пушки, у наредните 5 години толку има резерви на оружје, муниција и сето она што убива луѓе. Тоа е едно од опасностите. Русија има план, според некои наводи, доколку тоа се случи, а не успе да го одбрани, да го дигне во воздух. Сега, стручњаците за западните медиуми подолго време предупредуваат дека тоа има сила, доколку се минираат тие магацини со оружје, да имат сила на 2 атомски бомби паднати во Хирошима, ми се чини. Тоа значи, тоа се такви страшни сценарии. Од друга страна, Русија ќе има интерес да излезе на Дунав, бидејќи практично ќе им влезе во како клин во НАТО, во просторот на НАТО, кој па пред 10 години и 15 почна да се шири нели кон исток. Така да има многу страшни сценарија кои доколку оваа војна и ова се случува, не седнат да преговараат, може толку многу да ескалира. Сега она дополнително сакам да го повржам што се случува во Иран и загинувањето на председателот Раиси. Кавказот е исто така под буре барут. Во Грузија имаме протести, Ерменија и Азербејџан се знаеме како се што се. Иран тука играше голема улога, кој е па поврзување помеѓу Кавказот и Блискиот исток. Ако се дестабилизира Иран, бидејќи гине председател на држава, тоа секогаш под дефиниција, не знаеме што ќе каже истрагата, може истрагата ќе каже дека некој однадвор кумувал на целата оваа приказна, може војна. Да дојде до таква војна од огромни несогледливи. Не треба си да многу паметен тука. Да. Сакам да кажам, геостратешки гледано или општо гледано, ајде геостратешки многу сериозно, а светот никош не бил толку близко до војна. Во исто време ние овде како на овој регион имаме ескалација, да не заборавиме за она што се случуваше вчера на Косово, да не замерат гледачите дека косовската полиција насилно упадна во
така мислам, поштанска штедилница, ние што живеевме во поранешната држава, знаеме како изгледаше тоа. Има поштанска штедилница, таа е поврзана со Белград, таму има динари, платите и пензиите кои ги исплаќа Белград на северот на Косово одат преку тие банки. Вчера, како резултат на законот од кој од 1 мај стапи на сила на Косово да не се користи веќе динарот како платежно средство, туку евро, вчера беа запленети. Од друга страна, Белград и србите на Косово инсистираат и понатаму да имаат динари. Вчера имаше рација, беа тргнати сите тие платежни средства, што се направи дополнителна тензија во време кога српскиот председател е во Њујорк, каде што треба да се гласа резолуција за геноцид, дали е, нели, Србија направила геноцид во Сребреница. Негативниот одраз на сите овие одлуки што ги зборуваме сега, може да дојде до таква нервоза и ескалација на состојбите, да тоа веќе ќе избега од контрола. Сега Соединетите Американски држави, повторно ќе кажам, се во расчекор заради изборите, ради тоа што помалку да не се допаднат пред своите граѓани, за да Бајден добие реизбор или Трамп да се врати на власт, бидејќи сепак центарот на светската политичка и воена моќ е се уште во Вашингтон. Да не беа избори во САД, мислам дека американците се поинаку ќе изигра. Вака мора да внимаваат. И онда што имаме? Имаме вести дека еден израелски премиер се бара да оди во Хаг. Са ме интересира дали Нетањаху ако отиде на посета, не знам, он оди нели, да отиде сега во Соединетите Американски држави или да отиде во Лондон, дали ќе биде уопсен и испорачан во Хаг. Ме разбира, што се тие работи кои не двојни, 600 двојни аршини, кои не, или е можеби форма без суштина. Председателот, шефот на европската дипломатија Борел искаче и вика ова мора да се спроведе. Главната земја членка на Европската унија Берлин вика не треба да се поистоветуваат израелскиот премиер и терористите од Хамас. Такав еден каламбур да ние може само да пренесуваме што има и да си мислиме што може да биде. Чекайте сега. Исто да се извинувам, се однесува и на Путин. На домашнава сцена, значи ние имавме пред за време на инаугурацијата на новата председателка Силјановска Давкова, кога таа не кажа Северна Македонија, кажа Македонија, и пола земјина топка ја укори, рече морате вие да почитувате меѓународни договори, меѓународно право, така. Ама меѓународното право е за малите држави, за големите држави нема меѓународно право. Добра, ма тоа не го прифаќам тоа објаснување. Аби се ти не можеш да го прифаќаш, де факто е така. Сега, ако меѓународниот кривичен суд издало потерница по премиерот на Израел, тојаш секоја земја членка на тој суд, која што бидејќи кога се станува членка гласа некој парламент, па има ратификација и така натака. Многу е значи твојот парламент го признава тој суд и не можеш ти против сопствените закони да одиш. Ајде сега да направиме аналогија за Путин. Дали е Путин наречен злосторник? Дали е Путин наречен... Да. Сега мене ме интересира она што го зборувам 6 месеци и некако не допира. Како ќе седнат они на преговарачка маса со Путин? Како ќе седнат? Еве ќе мора да запре војната. Поголема е шансата Зеленски да не успее, сега му истекува и дефинитивно јуниот го сменат, кој рече многу зборови, одошто Путин. Путин е реизбран. Путин наредните 5 години, освен ако не го бутне некој насилно, а очигледно нема таква енергија, нити па таква намера, како ќе седне Западот со Путин на преговарачка маса? Со воен злосторник. Како со Нетањаху ќе седнат на преговарачка маса? Еве, Хамас се терористи, не се преговара. И сега и овој на некој начин произлегува дека е, и како се они ќе прават мир. Значи мора некој преврат да се случи. Сега зборувам. Сега подолго време... Да, кој се нарете Галам, така, по тој ветерот. Сега и тоа е многу интересна приказна. Тој е ултранационалист, човек кој бил генерал, кој бил во пензија, вратен да биде министер за одбрана, еден од спојките на владата на Нетањаху, која е десничарска и ултрадесничарска, и која му вика на Нетањаху, доколку не влезеш во Рафах, ние излегуваме од коалицијата и паѓа влада. Од друга страна, Нетањаху сака да влезе во Рафах притиснат од дома, му велат од Вашингтон, не смеш да влегуваш во Рафах, ако влезеш, ние губиме гласови тука, ако нема да добиеш подршка. Повторно му паѓа владата. И сега Нетањаху ми се чини во еден сендвич и сакам да скратам све, мене ми личи дека и Нетањаху полека е пуштен низ вода,
И Зеленски е одамна пуштен низ За вода. Зеленски да прашам. И прашање на време кога веќе нема ги биде. Но што правиме со Путин? Повторно кажувам. Не, тоа е реизбор. Па, затоа на велам. 20 мај, значи вчера на Зеленски му истече мандатот. Готово. Председателски. Да, немаш избори во меѓувреме, немаме нов председател, не е тој А он реизбран. пустиот не може мобилизација да И направи. сега многумина вела дека се што тој ќе потпише, ќе нареди, ќе даде како задача, тоа нема важност. Освен ако радата или парламентот не му даде она. Па нема така. Значи она приказна од Да, тоа она сабоена, значи со подзаконски акти тој да владе. Па, оне што му Со го направи уредби. на Франклин Делано Рузвелт 43-та, кога Американскиот конгрес услови на војна, му даде 5 мандат, иако тоа не беше Добро, предвидено. па, добро. Зеленски, Дозволи да се кандидира по пети види, пат. решението на сите По четврти пат. секогаш барем по историја, сега ја не знам по политикологија дали, але по историја сме биле сведоци дека кога ќе се направи огромна една негативна енергија, доаѓа до промена на челните луѓе, кои сега, ете, јас сум бил радикален, тебе те става, ти го решаваш проблемот. Повторно ќе кажам, сите овие години беше проблем како ќе седнат на преговарачка маса Зеленски и Путин, као завојувани страни. Како ќе влезат на преговарачка маса Путин и Бајден? Премногу тешки зборови си дадо. Ете, Джонсон го смени, а така он збореше што збореше. Значи, Има сега нов. треба да дојде да смена, само Путин нема да се смени. Па се очекуваше, некој очекуваше можеби на запад дека Путин прво. Кој е тој што очекува? Па очекувале, предпоставувам се, дека баш, да. баш би сакал со него да разговарам. Па, можеби очекувале дека ќе се побунат русите, па ќе го урнат. Види, не знаеме што има зад темните ѕидини на Така е, на така Кремљ или на Белата куќа. Така е. Но еве, ако дојде до промена, затоа има логика онаа изјава на Трамп доколку ја дојам на власт. Не, тоа више има. Знаеш зошто? Зашто тогаш Трамп ќе логика. дојде и ќе тоа е седне на тешко да се преговарачка замисли. Тоа е тешко да се замисли, но еве Трамп Нели ќе може да седне, он нема во лоши него носи зборови. бремето на конфликтот во Украина или на конфликтот во Израел. И како еден нов лик, може би можел да даде ново светло во Знаеш кој е новото светло? Ги нема оние тешки зборови. Значи, Бајден рече за Путин дека е терорист. Како за Путин ќе седне му дава Убица. легитимитет? убиец. Убие. И замисли сега Путин треба да седне на преговарачка маса со Бајден, ако ова, а они мора да седнат, тие се супер сили. Практично му даваха легитимитет на тие зборови, бидејќи политиката не е тоа као другарство, извини ми излета, нема. Значи сите зборови се дадени како што треба. Така да имаме има светот голем проблем за тоа како. Од друга страна Нетањаху и Хамас не ќе да преговарат, ама сега испадна исто третирани, знаеш, од меѓународниот кривичен суд произлегува дека веќе сега не им требаат ова посредници у Катар и ова, бидејќи се и двете outlaw, така испаѓа вон законот. Ќе видиме како ќе биде, мислам светот се заматка во една таква обланда да не може да излезе од неа. Мораме да прекинеме, добивме знак од режијата дека сме претерани, дека Со сме веќе тешко злодевни. срце. Да, Дека сме Повеќе претерани пак. Александра, одјави не. Срđan Ивановиќ и Дејан Андоновиќ, секогаш е задоволство да ве слушаме. Благодарам што и утринава ни објаснивте некои работи и ни разјаснивте и не вративте низ историјата како и секогаш.